Здраво и добре дојдовте во Wellcast with Јосиф, подкастот во кој што стигнавме до епизода 4. Денешната тема е се присутна во нашите животи, а тоа е насилство. И не само насилство врз жената, бидејќи овој месец е актуелно, нели, како тема и закривање на свеста за насилството врз жената, но насилството почнува многу порано пред да жената го доживее, без разлика дали е тоа од маж или од друга жена и личност и така натаму, но денеска социјалните мрежи создаваат една средина во која што некако и насилството ни е нормално, оно сеење на омраза, етикетирање на луѓе, предрасуди, ширење на лажни вести, се тоа некако создава многу плодна почва за насилство, и тоа е едно обкружување кое што ако се додаде и на лошото воспитување од страна на родителите, се создаваат погрешни вредности и лица кои што навистина можат да бидат токсични и насилни. И затоа денеска ќе имаме гостин кој што доаѓа токму од луѓето кои што го прават овој подкаст возможен, а тоа се домовите за стари лица Феникс, и соговорник ќе ни биде Емилија, психолог кој што работи во домот за стари лица. Дополнително има искуство и во клиниката Жан Митрев, има завршено психологија и некои дополнителни курсеви и обуки за психотерапија. Така да, млада личност која што исто има желба на светов да му донесе некаква вредност и да им помогне на луѓето да се осознаат и да прераснат во поквалитетни и посилни личности. Така да си направивме одличен муабет пред се на тема насилство, од каде доаѓа, зошто се причините, како да се препознава насилството кај можеби како идна појава кај одредени личности, и верувам дека ќе уживате и во денешнава епизода. YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify се местата на кои што може да ја консумирате оваа содржина, и се разбира, оставајте коментари, прашувајте, дадете некаков фидбек за да ги правиме овие епизоди и подкаст многу подобар. Емилија, добар дојде и фала ти за поканата што ја прифати. Знам дека на почетоков ќе биде трауматично, затоа што ти е прво јавно излегување, изборување со вака соговорник, ама верувам дека ќе после првите неколку минути ќе се опуштиме во еден одличен разговор. Здраво, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата, што ми овозможивте да бидам дел од оваа емисија. Нема зашто. Вака сега, овој месец, март, е месец во кој што месец на насилство врз жената, што не промовира повеќе насилство, туку ја крева свеста за тоа. Свесни сме дека живееме во општество во кое што се уште, као поднебје, нели, кај нас е тоа се уште тема на кое што за жал треба да се зборува. Но насилството врз жената не е изолиран случај, во смисла, не постои само насилство врз жена, а сите други се нели завршени и сме раскрстили и сме ги затвориле. Затоа што денеска, особено со социјални мрежи, сме свесни на булинг, на насилство како омраза ширење, на етикетирање луѓе, на она што беше групите на Телеграм со порнографија и така натаму, што е навистина грозно. И треба да се зборува не само за жената, туку општо за насилството да го нема. Сега, што мене беве, од каде денеска сакам да почнеме? Насилство, ако го гледаме како, нели, во природата, синџирот на исхрана е направен да, нели, по-слабиот секогаш едноставно да биде изеден од појакиот, и природата и еволуцијата го направила тој филтер да едноставно, нели, како животни, ние сме на еден начин животни, ги покоруваме и ги уништуваме оние кои што се послаби животни, но ние сме животни со свест. Сме луѓе кои што малку треба тоа да го канализираме на поразличен начин. И каде е тука разликата, односно дистинкцијата, каде се повлекува линија во смисла
дали насилството е природно во нас и треба да го менаџираме, или е повеќе и се создава како резултат на обкружување, на воспитување, на растење, на развивање уште како деца. Каде е таа граница и инстинкција? И па вака, кога зборуваме за насилство, според некои истражувања, тие се поделени на 3 типа или некое си семејно истражување, од кое некои викаат дека општо насилството потекнува од генетскиот развој. Страв, како заштита, па да бидам како одбрана е тоа, некој одбранен механизам? Да, тоа е навика која стекнуваме уште како деца. Во самиот раст и развој на детето, како битие во општеството, се што тоа гледа и учи во текот на своето растење, тоа го се рефлектира понатака низ животот. Така да, според истражувањата, типовите се тие што детето кога гледа и расте во таква психичка околина, каде што има насилство, многу е веројатно дека после тоа, кога самото дете ќе расте во адолесценција, ќе биде исто така насилно. Затоа што така научило, нели, децата се исто како сунѓер, се примаат и се тоа е научен однос, некој што понатака низ животот се рефлектира кон самиот себе и кон околината. А дали постојат примери, еве така, затоа што не сите деца живеат во насилство, не значи некогаш дека можеби треба да гледам ја насилство како татко ми, нели, се изживувал или бил насилен, дали може тоа дете и кога ќе порасне кога ќе оди во адолесценција, повторно да биде насилно, ако можеби односот на неговиот родител према него како дете бил можеби на некој начин го поттикнувало тоа да се роди и да се развие кај детето, да биде насилен он, иако не гледал можеби помеѓу родителите насилие, или тоа е и реткост, не може родител да биде насилен према дете ако помеѓу двајцата родители не постои некоја. Така, најчесто таквите случаи се кога детето расте во некоја си нормална средина, што е ретко, зашто сите ние растеме некако, што би рекле добро, сега секогаш во таквите заедници има нешто што родителот смета дека е добро, а врз детето се прави одреден степен на научени некои механизми што понатака во животот го тераат да биде насилно во одреден степен на насилство. Многу често психолошките или менталните заболувања го прават детето да не е научено од своите родители како да се однесува, него самата болест, менталното заболување, понатака прави своји компликации за да биде насилен кон околината, кон истата возраст, кон деца, кон животни. Да, па уствари гледаш некојаш не значи дека према само жена ќе бидеш насилен, така човекот што е насилен би требало да биде на повеќе, да речем, субјекти или полиња и заедници насилен. И убаво што го спомна ова, денеска исто живееме во општество во кое што и благодарение на социјалните мрежи и целото тоа бука и галама и лажни вести, кај луѓето се создаваат многу предрасуди. Значи, еве сега конкретно периодов, нели, гледаме еве од Куманово, нели, ги избрка овие евреите, па се у Охрид има проблем, кај што имаме предрасуди, човек е спремен на насилие, да, нели, затоа што нешто смета дека тоа му е закана. Но на страна од тоа дека, да речеме, јас сум насилник према одредена заедница или со предрасуди и така натаму, или можеби булинг правам или смејувам, дали постои форма на личности, затоа што денеска е тоа исто присутно, кои што можеби не се насилни према некого,
туку само према себе. Или мора, знаеш, или тоа е взаемно. Ако сум насилен према другите, тоа сум и према себе, или обратно, ако сум према себе и према другите. Како тоа се развива кај нас? Луѓето, како изгледа? Уствари, од самото раѓање на човекот. Ќе споменам пак, од самите ментални заболувања или ментално здравје, психолошките појави се тие кои човекот го тера да биде насилен према себе, а не и према другите. Значи, тој е насилен само према себе, има критики за самиот себе, има обиди за ненормално живење према себе, но никогаш не се случува да биде насилен и кај другите. Сето тоа е поттикнато од самата болест, што ја носи секој еден. Као тоа се болести во смисла со диагноза некаква? Да. Како например? Како например шизофренија. Не, зборуваме, види, дали јас зборувам за можеби просечен човек кој што себе си можеби се доживува како невреден, како вишок, знаеш, у таква смисла дали тоа е насилие кога некој се чувствува невреден и си прави на себе си работи кои што не се поврзани со диагноза како шизофренија. Да, па тоа е не може да се каже дека е одредено заболување, него сите луѓе кои имаат ниска самодоверба, што може да се смени во теков на животов со посетување на одредени терапии кои ја покачуваат. Кои за жал се табу тема се уште кај нас, ама добро е, се крева свеста. Да. Најчесто тоа е најголемата причина. Не може да се каже како насилство врз себе, но е повлекување, е ниска самодоверба, недоволно искажување пред другите. Едноставно повлекување во себе. Тоа е најголемиот проблем што може да се каже дека е насилство кон себе. Дали тие да речеме насилство кон себе, повлекување, губење на самодоверба е возможно да се создаде само како резултат на влијание од околината? Не, да речеме, дома можеби е се супер, но кога се впушташ во основна школа, во средно, дали таа околина може да ти создаде такви намалување на самодоверба, безвредност и такво чувство? Секако дека може. Секогаш во една голема заедница како што е училиштето, нели има деца кои да кажеме нивната самодоверба е многу повисока од едно обично друго дете и тогаш сите кои се сметаат дека се повредни, дека имаат повеќе знаење, повеќе моќ, тогаш булингот постои кон другото дете и тогаш самодовербата кај тоа дете не мора да значи дека е толку лошо, се намалува и е нарушено во секој случај. Да. Постои ли дали добро, ова е нешто што исто у моментов го размислувам, дали постои рана детекција и сигнали red flags кои што ги викаат американците, за да препознаам насилство и човек кој што можеби е склон на тоа и ќе ми се случи во иднина, бидејќи особено кај женската популација која што е поранлива на насилството во денешни услови, значи особено на семејното насилство, а не мора и да е семејно, може и да е, значи има насилие луѓе кои што се уште не се семејство, се уврска и тоа се премногу тешки комплексни врски со насилие психолошко и така натаму. Дали постои рана детекција, затоа што девојките за жал секогаш се поемпатични, секогаш први себе си кај себе ќе ја побараат вината, секогаш ќе гледаат што они може да сменат за да ја подобрат и многу време проаѓа и можеби е доцна кога веќе ќе сватат дека е заглавиле јако и длабоко со погрешна личност, со насилна личност, без разлика да е тоа, да не мора да е физичко насилство. Да. Дали постои како може да си помогне една девојка да детектира проблематична
во иднина, врска и човек со кој што таа го избрала? Може. Уствари пред се, насилник, човек кој се кажува како насилен, има потиснато, ги има потиснато тие знаци што може да укажат дека тој е насилен. Во првите денови од врската кога се продава, не се гледаат тие. Зашто секогаш постои еден зид кој го обкружува него и тие личности знаат многу добро да го сокријат тоа. Зашто си прават своји полиња како одредена личност, како ќе ја вклучат во тоа. И самото поле што го создаваат тие околу таа личност може да доведе до тоа да после некој изминат период на личноста и се случи некаков вид на насилство. Не мора да е физичко, може и психичко да биде. Дали насилство е, не знам, телефонот да ти го проверувам цело време? Да. Така? Да. Дали, пошто, знаеш, некојаш тие, пошто тоа не се ред флекс, тоа се аларми за проблематична личност, според мене. И фала ти што ми го потврди, пошто, знаеш, у денешни услови дури некојаш, знаеш, страшно е колку сме несвесни. И жените се несвесни до каде е границата и што е насилство. И најчесто, нели, насилство викаме ако ме удри. Ама тоа е веќе, знаеш, тоа е веќе предалеку отидено, ама пред да постои физичкото и ударот, се сигурно овакви некои ред флекс. И јас знам дека девојките најчесто, нели, тоа некако наоѓаат начин да го оправдуваат, идеализирајки дека слушај, ова е човекот, знаеш, ова е моментална верзија, ова не е вистинскиот човек кој што ја на почетокот го запознав, он е супер и нели ја цело време очекувам таа слика дека ќе се смени човеков, а не се менува. Дали, еве, такви сигнали како проверување на телефон, кои се првите сигнали кај личност што ќе почне да ги појавува, а подоцна ќе преминат во пострашно насилство? Така, знаците кои наведуваат на насилство се видливи уште од првиот момент кога ќе запознаеме одредена личност и тоа се емоционалната злоупотреба и манипулирањето. Значи, манипулирањето е еден голем знак дека некој сака да изврши насилство психичко кон одредена личност. Што, у кој смисол манипулирање? Да речеме, манипулирање во поглед на тоа дека, не знам, јас, еве, константно ти давам на знаење колку правам за тебе, да. а уствари за да ти создадам некое чувство на вина и на долг према мене. Како, така. Нешто, ова се мои претпоставки, чисто, не... Така, сите оние кои навлегуваат во конфликти или во однос насилен, што ние сега би го спомнале, се тоа кога една личност е насилна према другата личност, таа секогаш знае вината да ја префрли на другиот, и тогаш другата личност што е во таков однос да се чувствува омаловажено, да се чувствува безвредно, да има вина дека таа личност направила нешто погрешно што би довело покасно до одреден вид на насилство. Најчесто, исто така, може во таков однос им се случуваат да има емоционални тактики од типот на да се натера самата личност која го извршува тоа насилство, да биде таа во улога на жртва. Исто многу важен аспект на личноста која е насилна. Дали дали првите недоразбирања, можеби да кажам,
несогласувања на одредени теми од типот каде викендов да одиме или нешто такво, дали и таму можеби кога ќе стигнат, затоа што нели се продаваме сите на почеток на врска и кога се запознаваме, се цути и така натаму, но кога и да е после пола година или година ќе дојде првото несогласување, му најмала рака и за викенд да биде кај ќе одиме. Дали можеби како девојки треба да размислувате како реагира другата личност кога ќе дојдат тие први несогласувања. Иако нормално е некогаш ќе се случи да има по жустра дебата на повисок тон. За време на конфликт или недоразбирање, често оние кои го прават насилниот чин се повлекуваат и се затвараат во себе, пошто одбиваат да комуницираат и да одговарат на се она што другата личност го задава како прашање или го задава како обид за нештата да бидат така како што треба да бидат. Како обид за дебата, за комуникација, за средување можеби на конфликтот. Така. И тоа затварање, да речеме, као после, дали таа насилна личност го употребува како акумулирано нешто кое што во иднина можеби ќе го што подразбира тоа повлекување, као зашто од една страна сум насилен, зашто би се повлекувал, кога би требало да бидам насилен. Така. Затоа што после обид на затворање и повлекување, другата личност чувствува вина. Тоа е манипулацијата, уствари, емотивна. Така, да. Дека нешто сгрешила и сега не му прави муабет, тоа е повреден многу. Така, да. Најчесто тоа е и вид на одбрана на насилникот, кога на другиот му задаваме, му потенцираме дека уствари со тоа што тој самиот го искажал или го направил во зададен момент е самиот крив и тогаш чувството на вина го префрла и тогаш тој кој е насилен се повлекува, а на полето останува оној кој навистина не е виновен и сака да ги задржи сите целиот добар однос, а уствари не може. Зашто од другата страна нема едноставно фидбек што може тој конфликт да се разреши. Значи, од другата страна имаме затворање, некомуникација и тогаш самата личност доаѓа до прашање каде сгрешив, што сгрешив и зошто сето тоа го поттикнав јас. Да, класика за жена. Да. Дали постои начин како родител да помогне да воспитува можеби ќерка, односно жена која што ќе биде во иднина, да можеби не западне во некој вакво сценарио со личност која што е овака манипулативна и насилна. Постои ли некаков начин или тоа едноставно на крај на денот лотарија, бидејќи знаеш ти можеш да ја учиш на добри вредности ќерката и личноста, ама знаеш пак таа емпатија и тоа немање искуство можеби ќе направи да прострада. Така, најчесто кога една личност е впуштена во таков однос, никогаш не признава дека е во таков однос, него си прави свој некои механизми на одбрана кои смета дека се добри. И многу ретко таа личност зборува за тоа, а доколку се замине во граница каде што насилството не е само психичко, него преминува и во физичко, тогаш најчестиот избор за некој да помогне се семејството, другарки, што не е баш правилно. Па не е правилно, да, зашто сепак постојат институции каде што може да се оди и да се научи како ние би можеле да излеземе од тој круг на однос
со одредена личност и како може самите на себе да си помогнеме и да му помогнеме и нему доколку ево можност тоа да го направиме. А тоа не е обраќање резултат на страв од ако се јавам во институција дека ќе биде полошо? Најчесто тоа е причината. Да. Има моменти кога секое насилство се чува во себе, па може и години да поминат од сето тоа да не се каже никому. И во такви моменти личноста се уништува самата себе си. Уствари е затворена, влијае на психички проблеми, влијае на земање супстанци, на прекумерно пушење, на пиење алкохол, депресивност, стрес, несоници и сите тие работи, но и постојано ја бара можеби вината во себе, да. Да, многу е тоа тажно. Многу е тажно. А постои ли, знаеш, пошто еве сега некако зборуваме за насилство врз жени, што е најчестиот тип, постои ли обратно? Постои ли жена што можеби е насилник во односот? Физички, ајде, нели, нема можеби тоа да се случи, ама ова емотивно што го зборувавме и манипулативно, дали тоа се среќава? И дали постои на светов маж што се пожалил и што пријавил насилство од жена? Најверојатно дека постои. Ама ти не знаеш за пример. Но не е толку изразено тоа дека се насилство кон жените. Никогаш никој, многу ретко уствари, не никој, се зборува за насилство врз мажи. Истражувањата кои се на таа тема се многу ретки. Сега не знам дали мажите не пријавуваат семејно насилство или општо насилство врз партнерски односи други, но најверојатно се многу ретки. Да. Тако вид на насилство. Или можеби не кажуваат мажи дома, кријат, пошто да не им се смеат другарите. Пошто девојките ќе споделит на другарките, ама ние мажките нели кјут и трај, пошто ќе ти се смеат другарите. Уште тоа ми фали. Добро, истото на почеток спомнавме за насилство кое што денеска е изразено и на социјални мрежи. Ајде, не зборуваме за оние групи кои што беа актуелни, нели, во кои што се постираа слики од девојчиња и такви грозни чекори. Зборуваме за оној хејт и омраза кој што е присутен многу често во коментарите на социјалните мрежи, и тоа е повторно, знаеш, ако јас во живо истото би го кажал со таа количина на емоција и на гнев и на омраза, тоа е рамно на насилство. По мене, не знам како во круговите стручни тоа се третира, ама претпоставувам дека е насилство. Како да постои ли начин, знаеш, затоа што многу луѓе страдаат и се затвараат во себе, губат самодоверба, не се отвараат пред светот да почнат да споделуваат на социјални мрежи, да создаваат некакви содржини, некаква вредност. Баш поради таквите коментари, бидејќи ќе објават нешто и нормално кога си почетник си ранлив, си грешиш и така натаму. И често се случува такви коментари од полни со омраза и со предрасуди, да некого оттргнат и да го повлечат од можеби одредени намери и цели. Постои ли начин да се заштитиме од тоа, или зошто пред се, затоа што најдобриот начин можеби да не те оттргнат, да станеш свесен зошто некој тоа го прави. Што е најголемата причина за луѓето толкава омраза да истураат према некого, најчесто што не го познаваат, со различни коментари? Некоја фрустрација лична е тоа или? Да, така. Најчесто сите оние кои по социјалните мрежи пишуваат хейт коментари, што би ги рекле, секогаш се луѓе кои се прикриени. Значи, тие луѓе секогаш пишуваат со друго име. Никогаш никој не пишува
така како што е, хейт коментари према други. Најголемиот проблем со лажен идентитет, слика, некој од аватар, така, некое име што нема врска. И најчесто Да, мајве зошто го прави тоа? Како ти иде да дури си го смениш идентитетот за да истуриш толку омраза? така, Зашто тоа да го направиш? во секоја личност која има потреба или и фали нешто, секогаш тоа што нас самите ни фали, ние го рефлектираме на другиот. И потоа иде во да некого навредуваме. Се што нас ни фали, ние го гледаме во другите, тогаш имаме потреба да му нафрлуваме, да го маловажуваме и слично оној кој е по високо од нас, по високо во смисла, ниво. дали мислам дека добро те разбрав. Ти имаш храброст да зборуваш за одредена тема. Така, и почнуваш на социјални мрежи да снимаш видеа. Харикирам. Да јас од другата страна немам храброст да направам чекор кој што ти си направила и почнувам дај ако не можам да го правам истото и ја немам храброст, барем да те повлечам, да те симнам, затоа ја правам таа омраза. Така отприлика изгледа тоа. Тоа е така, кога ние самите не можеме нешто да достигнеме во нашиот живот, а некој друг може, сите ние имаме потреба да зборуваме одредени работи за тој што е пред нас и тој што е поуспешен од нас и сите тие некои такви работи. Ај вакво, уше се затоа што се инспирирав, пошто социјалните мрежи и генерално нели омразата и создавањето на контент е најприсутно меѓу помладата популација, затоа што таа е најбројна на социјалните мрежи. И најчесто нели најмладите се најхрабри да одбрусат некого, да му кажат нешто, нели сме бунтовни и мислиме дека сите ни должат нешто и дека све знаеме на тие некои 20 на години и у тинејџерство. Но дали постои начин да повторно тука родителот има влијание врз тоа, можеби немање самодоверба или како што го кажа ти, јас имам нешто што ми недостига, што го гледам кај тебе, па ајде сега да удрам со омраза. Дали тоа е резултат на претходно воспитување? Да, не може. Пошто чувството дека ја не знам нешто, немам нешто знаеш, тоа е перцепција пред се. Така, не може да се каже дека тоа е некое воспитување од страна на родителот, но постапките во растењето, пак ќе спомнам на едно дете во адолесценција се рефлектира на тој начин што тоа се она што му било на детето забрането низ текот на животот, тоа се рефлектира подоцна во времето на адолесценција или тинејџерство. Значи, многу е присутно воспитувањето у сето ова. Така, начинот на растење е тој што понатака ни животот самото дете го тера на избовнување, на понижување на другиот, на врсниците, на повозрасните, на сите оние што се во неговото обкружување. Млад човек во денешни услови многу повеќе ќе посвети време на можеби на фитнес, за да нели да прикрие можеби одредени работи што му недостигаат, што се осеќа можеби безвредно и така натаму. Можеби ќе ги прикрие со облека, со можеби да купи добра кола и така натаму. Тоа се класични примери за нели докажување статуси и одредени стандарди. Но од друга страна внатрешно така се распаѓа таа личност и се почесто денеска се зборува за психотерапија, за посетување на психолог,
пред да се појави проблем, не треба пожар да има за да почне човек да посетува и да си разговара со психолог. Која е препорачаната, да кажам, возраст од која што можеби некој треба да почне да си разговара со психолог на еден начин како личен развој, да се спознае себе си, затоа што на крај на денот тоа е ултимативната цел, да се спознаам кој сум ја, од каде идат нели мои реакции, мои емоции, што се случува во мене. Така, нема одредена граница кога некој би требало да почне да оди на психолошко советување, но е многу добро за да може секој да се натера секој да почне да оди на разговор со психолог, затоа што разговор со психолог не е дека кај самиот тој има некаков си проблем, зашто кај нас е тоа нели табу тема се уште, зашто сите ние мислиме дека сме здрави. Од надворешна перспектива сите сме тоа што сме, дали ќе прекриеме нешто или нема, сето тоа се учи. Се учи како може да прекриеме некои емоции, но најчесто се гледа по говорот кој го имаме ние, може да се утврди како и да изгледаме од надвор, по нашиот говор на телото и сите тие работи, може да се види дека на некој стварно му е потребно да оди на психолошко советување, без разлика дали има проблем или нема проблем. Затоа што ние потиснуваме сите настани, емоции, ние ги потиснуваме длабоко во нас. И на секоја одредена работа кога нешто се случило на друг, или го гледаме на социјални мрежи, или го гледаме на медиуми, тогаш нешто во нас се отвора, како жарче некое кое се разгорува во таков момент. Сето тоа е од потиснати емоции кои ние, луѓето сите, ги потиснуваме уште од многу рани години. И се тоа... И тоа прераснува во пожар. Така, најчесто сите ние викаме како еден проблем го имаме, но после некое време ќе помине. Секој проблем што ние мислиме дека поминал, не е поминат и го држиме некаде длабоко во нас, што после некое време може да стане се поголем и поголем. Можеби мислиме, знаеш, дека е поминат затоа што сме научиле да живееме со тоа. Да. И веќе си навикнати и викаш, добро, не е толку страшно. Така, ние учиме дека знаеме, сме убедени дека тоа поминало, но тоа не поминува и е некаде длабоко во нас потиснато и стои, чека да пукне. Да пукне, да, или одредена ситуација да го разгори тоа и да прерасне во поголем проблем. Те прашав за ова која е најдобрата возраст, затоа што знаеш некако постои за различни, да речеме у контекст на спорт. Така, постои возраст од која што детето нели е добро да почнеш да го праќаш на спорт и така натаму. Но никогаш до сега не се случило да постои возраст од која е добро да почнеш да го праќаш детето на психолог. И дали тоа, знаеш, дали некојаш родителите можеби намерно тоа не би го правеле за да не се доживеат себе си како неуспешни воспитувачи. Па сега ја ќе го праќам детето на психолог, демек јас не знам да го воспитам. Така, најчесто родителите се тие кои го негираат проблемот дека детето што тие го воспитале има одреден проблем. Секој родител кој има и гледа дека своето дете има психолошки проблем, го негира истиот проблем. Затоа што од самото одење на психолошко советување, најчестата причина зошто сето тоа е создадено, поттикнува од родителите. Произлегува од родителите. Нема од каде. Детето е 24 часа со. Зошто ние самите во теков на животот, кога
учиме, значи ние имаме одредена возраст, но ние внатрешно сме многу слаби. Ние треба да научиме и да знаеме како е правилно внатрешноста да ја развиеме. Затоа што секој човек се раѓа и внатрешниот раст и развој мора да го состава. На внатрешноста, извини, мислиш на емотивна интелигенција, на како да си ги препознаваш емоциите и зошто се појавуваат, тоа е таа внатрешност што ја зборуваш. Така, зашто сите ние сме во, просто кажано, неписмени во тој однос. Емоционално сме така, тотално. Да. Кога ќе посетиме кога ќе поминеме одреден период и кога ќе сватиме дека ние сме живееле, а уствари во нас било сосема нешто друго, кога ние ќе научиме да си поставиме лични граници, што се многу важни на секој, кога нема да дозволиме некој да ни ги наруши тие граници, сваќаме дека уствари живењево не било се така како што мислиме ние самите. Значи, многу е важно да пораснеме од внатре. Тоа е многу важен дел од живењето. Како ние да си го направиме животот да биде полесен. Кога ние ќе сватиме што се ни се крие внатре во телото, во мислите и во се тоа, ќе знаеме како ние понатака ни животот би живееле правилно. Би навигирале низ различни ситуации, затоа што ситуации ќе се десат. Сакал, нејкел ќе се десат. Работава е колкав товар си спремен, емотивните мускули до кај ти се за да поднесеш. Да. Иако види, ја верувам дека и одењето на психолог некојаш можеби нема секојаш да бидеш доволно спремен за одредени ситуации, но и да си 50% спремен е многу подобро отколку 0, затоа што на 50% нема да те искрши, ако си на 0 може да те искрши и комплетно да ти го девастира животот буквално. И уште нешто, еве, при крај, што ме интересира, ти работиш со друга група на деца, на повозрастни, во Феникс домот. И што е, да речеме, кај повозрастните, кај старите лица, најголемиот предизвик, еве, и најчестиот предизвик и ситуација која што треба да помогнеш да ја надминат? Така, Не зборуваме само лица сместени во дом. Зборуваме за општо, возрастни и стари лица, кои им се најголемите работи кои што ти како психолог или луѓе од твојата фела најмногу ги среќаваат и најмногу работат со нив. Така, прво ќе почнеме од фактот дека старите лица кои се сместени во дом, најчестиот проблем на секој стар човек уствари му е тоа дека не сака да оди во дом, дека не може да го прифати фактот дека утре тој ќе го смени местото на живење и ќе оди да живее во заедница каде што има и други лица кои се на нивна возраст, повозрастни, помлади и така натаму. Значи, најголемиот проблем е прифаќањето. Прифаќањето на староста, прифаќањето на тоа дека тие мора да живеат поинаку, дека не е тоа исто да се живее на 80 години и да се живее како млад. Многу често има проблеми кога станува збор за одделување од семејството, кога станува збор за загуба на партнерот. Исто така, тука се јавуваат некои депресивни епизоди што многу влијаат на самата психа на еден стар човек. Кога тој целиот свој живот го поминал со партнерот, во еден момент го губи,
уствари понатака доаѓа до момент кога тој смета дека толку животот за него завршил. Да, тоа е многу фасцинантно дека, знаеш, многу е разбирливо зашто е така, ама од друга страна и знаеш, ако сме искрени со себе, знаеш, не постои друг начин. Од двајцата партнери само на Холивуд двајцата заедно умираат. Така, да. Инаку у реалноста мора некој прв да биде. И мислам, можеби тоа има начин како човек да го надмине претходно, ама пак нашите генерации, мислам на нашето поднебе, луѓето кои што се во повозрасни години, психолог е, мислам дека ако за помладиве денеска се уште е тоа табу тема, па за нив е кој знае што. Така, многу се затворени во однос на комуникација, се затворени во однос со стекнување нови пријателства, зашто еден човек кој има над 70 години не сака да шири познанство и е затворен. Као сега еве јас на 70 години нема да се познавам други луѓе, зашто мене ми е потреба имам јас да се дружам со, не знам, со другите, што е исто многу во однос на живењево многу е проблематично се тоа. Да, немањето пријатели е неубаво, мислам, знаеш, и се од една страна немаш пријатели, ти е неубаво, од друга страна не сакаш да создаваш, или па знаеш, ај тие што ги имаш, знаеш, како одминуваат годините, луѓето не сваќаат дека за да се одржи еден однос мора да има intentional, вакво, да има труд, да има, треба енергија човек да вложи за да го гради и понатаму тој однос. Знаеш, на 18 години е лесно да си пријател со пријателите. Пошто, нели, интересите се многу слични, енергијата е слична, проблеми речиси да немаш и е многу лесно, но подоцна веќе станува тешко и треба енергија. И тоа цел живот е практично и најверојатно, еве, тоа е барем моја некоја перцепција, филозофија, дека и на крај на денот и тука е убавината. Да видам до каде можам, колку можам да одржам врски, колку можам да создадам, па макар и да е тоа на 70, па и тоа го прави убав животот, знаеш, и на 70 кога ќе имам со кого да споделам и да направам муабет и да можеби пропатувам, а па у доме тоа уште полесно, као тука ти се луѓето. Така, да. Јас како психолог во дом за стари многу често ги терам корисниците да се дружат меѓусебно. Затоа што сепак кога седиш сама, гледаш дека има тука уште 60 луѓе, не е седно и самото тоа наведува да одреден степен на депресија. Секој човек во таква возрастна група има дел од депресија во себе, зависно од какви настани ни животот поминал. Но е убаво кога ќе се види дека има пријателство. Сепак во колку и да е тоа чудно можда за некој, стварно има пријателство, има активности кои ги прават заедно и се тоа и на крај на денот поврзува на еден начин. Ги поврзува, да, и ги прави среќни и ги тера да се вклопат на средината во која дошле, што пред тоа им било можда малце конфузно, зошто се тука, како се тука, но сепак кога ќе поминат неколку дена се гледа дека уствари е стварно фино што сепак се сместени во некаква си заедница. Да, и не се сами. Прво е заедница, второ има нега и се да тоа, али тоа е друга тема која што дополнително ќе разговараме еве за на домовите за стари лица, затоа што треба едукација, треба кривање на свест, пошто се уште и тоа е, нели, као ако отидеш у дом, значи дека е неубаво и дека те оставиле од дома или дека толку ептен веќе не те бива, па мора да одиш во дом. Али добро, Емилија, почнавме со насилство, отидовме на крај до некој не одведете муабетот у други теми, али супер. Верувам ќе имаат еве слушателите или гледачите кои како ќе ја консумира содржинава,
ќе има што да слушнат. Тебе ќе ти заблагодарам, се надам ти беше убаво искуство, иако беше на почеток, нели, изгледаше дека ќе биде страшно и травматично и фале ти уште еднаш што ја прифати поканата и што беше дел од денешнава подкаст епизода. Ви благодарам на поканата, се надевам ќе се видиме и нареден пат на друга тема. Апсолутно тоа ќе биде. Фала ти.